Денес сум пред вас за да ја изразам мојата благодарност за безрезервната поддршка и храбрување на извршениот атентат врз мене, кој за среќа беше неуспешен. Преку овој пресконференција сакам да откријам вистината на целиот случај. Во однос на информациите кои се последно време се пренесуваат преку социјалните мрежи, телевизиските медиуми, како и од страна на органите на редот и кои се однесуваат на моето ранување, јас, доктор Закирија Шаини, чувствувам морална и професионална обрска јавно да реагирам и да информирам по широкиот обсеспен аудиограм. Така како што објавувам претходно на мојата лична профил страна во Facebook и овата пришна изјава пред истражните органи, а и денес пред општата јавност, изјавувам дека немам никаква информација и сознанија за мотивите на овој атентат. Немам нерачистени сметки со никого, на никому не сум загрозил живот, приватност или нешто друго. Целосно го отфрлувам како неоснована и невистина тврдењата дека за овој сак стои господјата Ариета Дили. Затоа барам од истражните органи поттhitno да ја објаснат ситуацијата со мојата сопруга, која е мешана на овој случај од нивна страна, почитувајќи ја нашата семејна приватност, а посебно имиџот на господјата Ариета Дили. Овој случај, за жал, се представува со јасна намера за дискредитација на мене и моето семејство, како и за создавање збунетост и заблуда во јавноста. Барам од истражните органи, оние на редот, и апелирам до нив да се зафатат со откривање на вистинскиот осомничен на случајот, а не овој настан да го прикажуваат како семена расправја или недоразбирање, бидејќи доколку навистина ќе беше така како што се представува во јавноста, јас никога не би продолжил да живеам заедно со мојата господја. Фала му на Бога, мојата господја заедно со моите ќерки се живи и здрави во мојот дом во село Слупчане. Во интерес на точно и објективно информирање на јавноста и во дуот на почитување на професионалните и етичките стандарди на новинарството, ги замолувам сите медиуми да го објавуваат ова објаснување. Уште еднаш ги повикувам органите на прогонот да продолжат со откривање на вистинскиот сторител на овој чин, а јас сум целосно стојам на располагање секогаш кога ќе биде потребно да помагам во расчистувањето на овој случај, бидејќи лично сум заинтересиран овој случај да добие што побрзо епилог и вистината да излезе на виделина. Воедно упатувам апел до политичките субјекти да не брзат со изјави и да не го користат овој случај за политички поени, особено во овие моменти на локална изборна кампања. Јас ќе продолжам главата горе, значи немам ништо од никого, не се плашам од никого, зашто немам сторено лошо на никого. На митингот ќе се појавам вечерва, на митингот ќе се држи во село Матеч.